Почитувани представници на медиумите, дозволете на денешната пресконференција да го истакнам нашиот став и задоволството на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и на опозицијата, што беше прифатено на вчерашната седница, веднаш после расправата за буџетот, да се дискутира за резолуцијата за македонските државни позиции, поврзани со евроинтеграциите и блокадите од Бугарија. Сметаме дека содржината на оваа резолуција е многу битна и добро е Македонското собрание што поскоро истата да ја изгласа по содржина како што беше и доставена, бидејќи е надпартиска и утврдува една сериозна европска вредност, а тоа е правото на сопствено определување на идентитетот и зачувување и толкување на сопствената историографија. Тоа би бил мојот став за таа резолуција. Повелете доколку имате прашања. Постои ли политички договор со оглед на фактот дека чинам вчера вие рековте дека може преку амандман да се реагира, што се доби впечаток дека или е договорено со Македонија да се замени со Северна Македонија, или отворивте можност само кон мнозинство дека оке ќе прифатите. Дадовте сигнал, да речем. Секоја политичка партија и секој пратеник има право да поднесе амандман до почетокот на седницата, до вчерашниот почеток и утврдувањето на дневниот ред. Знам дека има поднесено само еден амандман од владеачкото мнозинство, каде што тие обрнуваат внимание на формата што за нив е важна. Ние не можеме да влијаеме на таквата нивна одлука, тоа е нивно право, и по однос на истиот амандман ќе бидеме воздржани, но тие имаат доволна бројка за тој да помине. Битно ни е дека содржината на резолуцијата која што се однесува на македонските позиции визави Бугарија ќе биде зачувана и како таква уште побитно е што во точката број 7 и 8 е обврзувачка за ова и за секоја идна влада да постапува согласно содржината на оваа резолуција, односно да нема веќе пазарџиска дипломатија како што се случуваше досега во односите со Софија на чело со господинот Бучковски. Ако може уште едно прашање на тоа темата, кој оценувате најавената коалициска соработка на СДСМ и на ДУИ во пресред на локалните избори? Мојот коментар, секоја политичка партија има право да го одбере коалициониот партнер. Зоран Заев ја одбра за коалиционен партнер партијата која што ја нарекуваше дека е канцер во општеството, ДУИ. Дали Зоран Заев се уште смекта дека ДУИ е канцер на општеството, треба да одговори самиот тој и партијата СДСМ. Дали после ова коалиција, најавена коалиција, ВМРО-ДПМН размислува да договори коалиција со Алијанса за албанците? ВМРО-ДПМН е без разлика на случувањата во другите политички партии или коалиции, уште пред неколку месеци истакна дека кај нас постои расположение за разговори со Алијанса и Алтернатива за коалициона соработка пред првиот круг и исто така за коалициона соработка меѓу двата изборни круга. Имаме сигнали од овие две партии дека тоа расположение постои кај нив и се надеваме дека врз основа на програми и добри кандидати во повеќе општини ќе можеме да ги усогласиме тие идни соработки. Сигнали добивте, извини само да се дополнам, сигнали добивте, меѓутоа дали ќе имате средба и конечно да ја обзнаните коалицијата и кога би било тоа? Веројатно ќе биде во времето што доаѓа. Немам конкретен датум кога би се случила некоја таква средба, но комуникацијата е редовна и во собраниско ниво и надвор од собрание. Поглед. Вчера премиерот кажа дека се работи за наоѓање на решение во врска со датум на избори, односно преку законски измени кај ќе се потенцира дека мандатот на советите и градоначалниците завршува кога ќе се изберат новите градоначалници. Колку е ова законско решение прифатливо за вас и дали за ВМРО-ДПМН е прифатливо да се смени датум на избори, ако не
30 како што бара влада, тогаш 24 октомври. ВМРО-ДПМН смета дека законите треба да бидат по-долготрајни, да не се менуваат зависно од расположението на еден или двајца политичари. И сметаме дека препораките од ОПСЕ и од ОДИХР се да нема суштински законски измени најмалку 6 месеци пред било кои избори. И затоа сметаме дека би било добро да се почитува Уставот и Законот за одржување на изборите на 17 октомври. Истовремено сметаме дека е добро да се воведе темата отворени листи како законска можност при изборот на советници. Расположени сме по однос на забелешките на одредени помали партии дека процентот 3 како праг од вкупниот број на избирачи е превисок. Флексибилни сме да разговараме и да најдеме некое решение кое што може да биде поприфатливо за поголем број на политички партии.